Граѓаните и јавноста да бидат спокојни, ќе преземеме се што е потребно кризата да се амортизира, изјави директорот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски, смирувајќи ја ситуацијата околу новата цена на струјата и шпекулациите за нејзино драстично покачување. Цената на струјата е непредвидлива и во одредени членки од Европската Унија има зголемување на струјата за домакинствата, како што е Италија, за дури 40%. Таму има и целосно либерализиран пазар на електрична енергија. Има зголемување во Австрија и во други земји. Се што можеме да искористиме како потенцијал, ќе го направиме. Бидите без грижа. Оваа изјава на Беслимовски за граѓаните вреди многу, бидејќи тие и така веќе не знаат кого да слушаат и кому да му веруваат во прогнозите за цената на струјата, бидејќи експертските ставови зборуваат нешто друго. Овие најави за зголемување на цената за најмногу до 10% е политичка одлука. Нереално е и не е економски производна цена. Пред 4 години цената беше 41 евро, а сега 36 евра за мегават час, што нема логика. Производната цена во вакви услови мора да биде повисока. Нема пари, нема јаглен и не може да се направат предвидувања ниту за 3, ниту за 6, а не за 12 месеци, за тоа колку од потребите на струја би се покриле од домашно производство. Вели енергетичарот Константин Димитров, токму ова ги збунува граѓаните кои никако не можат да предпостават за колку ќе биде повисока новата цена на струјата. Од дека ние да знаеме. Мислеме, што да мислеме. Се качува 20% сигурно, а? Прилика 20% мислам. 20% колку? Па кажа 10% дека ќе се зголеми се. Колку ќе биде? Не е малку, не. Доста е. Мислим како за сите, така и за нас ќе биде. Ако се намали, уште поарно ќе биде. Ако се зголеме, тога и за сиромашните лошо ќе биде. Не, за струја не ми збори. Не збори, тоа си од джеп си вадат. Како сакат така прават. Освен цената, многу важно прашање сврзано со струјата е и ефтината тарифа, бидејќи таа кај нас не е економска, туку е политичка категорија. Дали ќе ја има или ќе ја снема и неа. Ќе анализираме, па ќе ја одлучиме дали ќе се укине. Факт е дека ефтина струја има само во Македонија и во еден дел од Босна и Херцеговина. Во ниедна друга земја не постои, изјави Беслимовски.